Добар ден и добре дојавте во уште едно издание на Формула 1 на македонски. Овој пат после летната пауза правиме кратка анализа, краток осврт на квалификациите за големата награда на Белгија. Се изначекавме скоро цел месец, но вредеше. Белгија, односно СПА, е одличен избор за да се прекине овој летен пост. Секоја чест за Чарлс Леклер, негова трета пол позиција. Фетел втор, меѓутоа Чарлс Леклер 7,5 десетинки пред Себастијан Фетел, кој секако мора да признаеме дека направи мала грешка во неговиот последен летечки круг. Меѓутоа 7,5 десетинки се огромна разлика. Браво за Чарлс Леклер уште еднашка и се надевам дека утре конечно Ферари ќе го прекине постот на победи и ќе влеземе во еден поинтересен дел од сезоната, во една поинтересна завршница, каде што ќе видиме и компетитивен Ферари. Трето место за Луис Хамилтон. Мислам дека го извади максимумот. Очигледно е дека Ферарито има подобри перформанси на долгите правци. Едноставно тој мотор на Ферари е доста мокен, се гледа и по пласманите на другите болиди кои користат мотор на Ферари, а тоа се Алфа Ромео и Хас. Четврто место за Валтери Ботас. Повторно некако во сенка на Луис Хамилтон, и он направи, видовме неколку грешки денеска. Пето место, кој друг ако не Макс Верстапен, повторно го вади максимумот од тој пакет на Red Bull Honda. Honda доста напредна, но не е доволно за да може да биде подобра од Ферари и Мерцедес на долгите правци. Шесто и седмо место изненадување на денот Рено, Даниел Рикјардо, односно Нико Хулкенберг. Браво дечки, секоја чест. Мислам дека од Рено се извинувам, мислам дека од Рено доста време помина во оваа летна пауза да ги анализираат грешките кои ги направија во текот на првиот дел од сезоната, така што очекувам навистина да бидат многу покомпетитивни во вториот дел од сезоната и да донесат некои надградби кои ќе му помогнат на тимот да оди напред. Осмо место Кими Рајконен, стариот ловец. Девето место Серхио Перес, кој потпиша нов 3-годишен договор со Racing Point, и десетката ја заокружува Магнусен. Меѓутоа овде ќе има промени, бидејќи Даниел Рикјардо и Нико Хулкенберг имаат пенали, така што ќе дојде до разместување на позициите. 11 место Грожан, 12 место Норис, 13 Строл, 14 место Албон, 15 место Дживионаци, кој го предизвика на црвено знаме на крајот од првата сесија, каде што не им дозволи на Гасли, Саинц и Квиат да направат уште еден летечки круг и да ги подобрат своите позиции, едноставно ги исфрли од игра. Несреќен тајминг за тие тројца возачи, меѓутоа тоа е дел од спортот. Предпоследен Расел и последен Кубица, кој имаше спектакуларен проблем на почетокот од квалификациите, односно неговата моторна единица буквално испушти душа, голем чат се крена, имавме исто така црвено знаме. Се на се, утре очекувам интересна трка, утре са бајле се најавува дожд, утре изутрина се најавува дожд во СПА помеѓу 9 до 11 часот, потоа може да имаме пеколна, поплавне. Менаџирањето на пневматиците ќе биде клjuč. Јасно е дека Ферари ја има брзината на правците, јасно е дека Ферари има подобро темпо од Мерцедес цел викенд, меѓутоа утре во трка знаеме дека менаџирање на пневматиците е исклучително важно. Ферарито сака повруќа гума за да може да ги задржи тие перформанси. Мерцедесот е малку понежен и неговата оперативна температура е малку поголема. Останува да видиме, верувам дека Луис Хамилтон ќе биде агресивен, верувам дека уште на самиот старт ќе се обиде да го престигне Себастијан Фетел, а потоа да се брка со Чарлс Леклер. Ќе видиме што може да направи Макс Верстапен со Red Bull Honda. Доста различни стратегии ќе има и од болидите од средниот дел, кои ќе имаат слободен избор на гуми. Дали некој ќе ризикува да настапи со средната гума, доди на долг прв стинт, па потоа со меката гума да биде екстремно брз кон крајот. Се на се, СПА, Белгија, утре трка 15 часот 10 минути по македонско време. Добре дојавте назад. Доста беше летна пауза, доста беше читање по интернет, статии. Време е за трка, време е за акција. Утре 15 часот 10 минути по македонско време трка, а веднаш потоа и анализа на самата трка. Уште еднаш ви благодарам што го следите каналот на Формула 1 на македонски. Како и секогаш да го се допаѓа содржината, кликнете лайк, шер, дадете коментар, предлог кој е пуленот за утрешната трка, кој е вашиот пулен за утрешната трка и се гледаме утре после трката. Поздрав!